Водата во Гостивар и понатаму останува контаминирана, покажуваат најновите анализи објавени од главниот кризен штаб. На седницата одржана во вторник попладне, ова тело констатираше дека е забранета водата за пиење и готвење што доаѓа од градскиот водоводен систем, но истата може да се користи за технички потреби. До следното известување овие рестриктивни мерки остануваат во сила. Во меѓувреме снабдувањето со вода за пиење се врши преку канистри, изјави министерот Панче Тошковски. Да, треба да се истекува водата максимално во наредниот период, колку што е можно повеќе ги замолуваме граѓаните да ја истекуваат водата до секој едно корисничко место кое што го поседуваат и во приватна собственост. Да, водата се хиперхлорира целокупниот временски период. Во рамки на почетната точка таа достигнува и до максимумот на дозволено законско ниво на хиперхлорирање, кое што е прифатливо, да кажеме, вака за вакви услови на кризна состојба кои што ги имаме. Да, хлор сега има до крајни корисници на сите точки кои што се превземаат и се користат како мерни единици за контрола, е утврдено присуство на хлор и тоа е добро. Во меѓувреме најновите анализи потврдуваат дека бактеријата Pseudomonas aeruginosa и понатаму е присутна во водоводната мрежа во Гостивар. Според надлежните, оваа бактерија може да предизвика инфекции на кожата, очите, ушите, уринарниот тракт и белите дробови, особено кај почувствителните лица. Институциите апелираат граѓаните и понатаму да ги почитуваат препораките се додека не се потврди дека водата е целосно безбедна за консумирање. Одреден број од примероците е констатирана бактеријата Pseudomonas. Тоа бактерија најчесто се јавува како биофилм во цевководниот систем и најчесто се јавува од застоена вода. Со оглед на тоа дека претходно имаше и забрана за водата да се користи ниту за пиење, ниту за техничка, е очекувано истата да се јавува во примероците. Затоа и постапено согласно протоколите. Хлорот кај каптажата е качено малку на повисоко ниво. Правено е во неколку последователни периоди испирање на водоводната мрежа и целиот тој процес ние го следиме континуирано како лабораторија. Епидемиолошката состојба во Гостивар и понатаму се следи од здравствените институции, а надлежните информираат дека бројот на контроли е намален. Според Министерството за здравство, во понеделникот 3 август се регистрирани 78 контроли, односно 6 помалку во споредба со претходниот ден, кога биле евидентирани 84 случаи за контрола.